Добре дојдовте, дневник на К3. Еве ги насловите. Заврши 6-месечниот проект за општо корисна работа. Компании од Белгија заинтересирани за инвестирање во Македонија. Постигнат договор по британските барања за реформи во Европската Унија. Ракометарите на Вардар со триумф ја завршија 2015 година. За преостанатото бидете со нас и по рекламите. Дневник на К3, добро вечер. На 200 граѓани во текот на годинава се примени во локалната канцеларија за контакт на граѓаните ваш пратеник во Крива Паланка. Жителите од градот и соседната општина Ранковце на средбите со пратеничката во Собранието на Република Македонија Слаѓана Митовска ги споделуваат проблемите кои најчесто се однесуваат на вработување и легализација на имотот, но и даваат своји предлози и решенија за унапредување на животот во општината. Повеќе од 200 граѓани од декември минатата година до сега побарале и оствариле средба со пратеничката во Собранието на Република Македонија Слаѓана Митовска. Во текот на петоците, како приемни денови се странките во локалната канцеларија за контакт со граѓаните, ваш пратеник во Крива Паланка, проблемите ги споделувале граѓани од разни возрасти и профили, од градот и руралните средини, најчесто за прашањата околу вработување, за легализација на дивоградбите, за инфраструктурни проблеми и така натаму. Митовска задоволна од нешто повеќе од едногодишното функционирање на првата пратеничка канцеларија во Крива Паланка, каде заеднички се дискутира и се бара решение за проблемите на граѓаните. Пратеничката канцеларија во Крива Паланка работи веќе една година, односно лани 2014 година на 1 декември за прв пат беше отворена оваа локална канцеларија и еве како една година имаме средби и контакти со граѓаните кои што имаат интерес да остварат средба со мене како пратеник. До сега за оваа измината година имаме остварено средба со над 200 граѓани. Средбата оди со закажување, односно канцеларијата работи секој ден од понеделник до петок, каде што се има вработен асистент и секој граѓанин кој што има интерес да оствари средба со мене како пратеник, ќе дојде било кој ден од понеделник до четврток, ќе закаже средба и петокот асистентот, значи еден ден претходно ќе го извести за точниот термин. Секој ден граѓанин си има свој проблем, се случува и да се повторуваат проблемите, а тоа се најчесто инфраструктурни проблеми, проблеми околу легализацијата, проблеми од катастарот, имаме значи проблеми околу дел од граѓаните доаѓаат со барање за отварање на старечки дом, навистина проблеми кои што ги засегаат граѓаните на Крива Паланка и кои што се однесуваат најчесто на поголема група на барање. До сега имаме и барање кои што се на пример проблем со решавање на вработувањето, кој што искрено не се овие проблеми не се под наши ингеренции, но нели граѓаните си чувствуваат потреба и добро што доаѓаат тука секој да си ги искаже своите проблеми, така да ние во согласно нашите ингеренции помагаме онолку колку што можеме. Не сите проблеми се решени пред се поради тоа што не се во надлежност на пратеничката, но затоа истите се процесирани до соодветните инстанции, потенцира Митовска. Верувам дека секој ден граѓанин кој што имал потреба, имал можност да оствари средба со мене и морам да истакнам дека не на секој граѓанин сме успеале да ги решиме проблемите. Значи имаме граѓани на кои што сме успеале да им излеземе во пресред, значи нивните проблеми биле решени, биле надминати. Имаме некои проблеми кои што се во тек, постапката на решавање е во тек. Имаме и значи моменти кога некој проблем не сме успеале да го решиме. Пак ќе кажам, се во согласно со нашите надлежности и се во согласно со законските рамки.
Средбите со пратеничката може да се закажат секој работен ден од 9 до 14 часот во канцеларијата лоцирана во општинската зграда, каде се известува за точниот временски термин во петок, како приемен ден или сабота поради обврските на собраниските седници на пратеничката. Заврши одбележувањето на 6-месечниот проект за општо корисна работа со изведување на сценско-музичкиот перформанс За нас секој ден е 3 декември од страна на лицата од Дневниот центар со интелектуална попреченост Порака наша. На представата присуствува и градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, како и постојаниот координатор на Обединетите нации и представник на UNDP за Република Македонија Луиза Винтон, кој истакна дека лицата со интелектуална попреченост треба да бидат вклучени во социјалниот и спортскиот живот. Во театарот со изведба на сценско-музичкиот перформанс За нас секој ден е 3 декември беше одбележан завршувањето на 6-месечниот проект за општо корисна работа. На свеченоста присуствуваше и представникот на UNDP Луиза Винтон, која истакна дека представата е еден пример како можат лицата со попреченост да бидат вклучени во општествениот живот. Рече дека заедно со Министерството за труд и социјална политика работат не само во Куманово, туку и во други 41 општина во државата за работно ангажирање на невработените лица. So together with UNDP заедно со Министерството за труд и социјална политика работи во Куманово, но не само во Куманово, туку и во други 41 општина во однос на работно ангажирање на долгорочно невработените лица кои што треба да пружат помош на лицата кои што се социјално исклучени, лица со попречености, роми и стари лица и обезбедување грижа за нив. За настанот беа ангажирани волонтери кои на лицата со попреченост им помагаат да ги развиваат своите музички, драмски и други способности. Проектот го финансира UNDP и општина Куманово. Градоначалникот Дамјановски изјави дека овој проект ги дава очекуваните резултати. Пред се тоа е подршка на волонтерите кои работат. Ги имаме негде десетина на број од разна профилација, педагози, професори по физичко, музичко, ликовни, кои работат со нив во таа насока. Демир Исмаилов е волонтер кој ги обучуваше лицата со попреченост да шијат, задоволен од својот успех кој го достигнал, но и од успехот на неговите ученици. Сакам да кажам дека сум задоволен од овој проект. Имавме многу активности со децава со ограничена способност. Конкретно беше, јас сум бил застапен за работилница за шиење. Деца го прифатија тоа многу убаво и гледам дека ако се продолжи, ако има шанса се продолжи овој проект, ќе има и најверојатно повеќе успех во овој проект, тоест во знаењето на децата. За следната година се планираат вакви манифестации со цел социјализација на лицата со пречки во развојот. Техничкиот министер за труд и социјална политика Фросина Ташевска Ременски денеска уствари работна посета на повеќе институции во општина Куманово, детските градинки и домот за стари лица Зафир Сајто. Ременски истакна дека со надлежните од овие институции разговарале за функционирањето на установите кои се под ингеренција на Министерството за труд и социјална политика. Фросина Ташевска Ременски денеска ги посети институциите кои се под ингеренција на Министерството за труд и социјална политика и со надлежните на детската градинка и на домот за стари лица од Куманово разговараа за тековното функционирање на институциите. Ременски при посетата истакна дека по позитивната одлука на Советот на општината, Министерството за труд и социјална политика ќе поддржи отварање на 2 центри за ран детски развој. За отварање на две установи за ран детски развој кои што ќе овозможат парцијално вклучување на децата кои што не можат цел ден да престојуваат во градинка, туку да можат да престојуваат во одреден временски период во институциите. Директорот на домот за стари лица побара ревидирање на одлуката на Министерството за ускратување на блок дотациите кон оваа институција. Се надеваме дека сите ни ги зема предвид овие, нашите барања со цел да можеме да функционираме нормално, и да обезбедиме услуги како што треба. Ременски најави дека до крајот на неделата двата транзитни центри во Гевгелија и Табановца ќе добијат грејење, бидејќи објасни случајен договор со Евана и се чека на компанија која е изберена на тендер да изврши приклучок на електричната енергија кон објектите во транзитните центри.
На 18.12.2015 година во 12 часот и 30 минути од страна на вработен на Сопот пријавено е дека непознати лица од контейнери во кругот на транзитниот центар Табановце одземаат ќебиња и ги товарат во патничко моторно возило Застава 101. Во 1 часот од страна на полициски службеници запрено е наведеното возило и при извршениот преглед пронајдени се 64 ќебиња со ознака на УНХЦР. Во возилото како воzač е затекнат и А37 и со патниците има 33 и ИХ-19, сите од Скопје. Тие се приведени во 3 часот и 45 минути по изготвената документација со потврда за предавање на лица и предмети. Лицата и предметите се предадени на СВР Куманово за понатамошна постапка. До 31 декември истекува рокот за поднесување барања за паушално оданочување, доколку обавувате самостојна дејност и не сте во состојба да водите деловни книги или водењето на деловните книги ви го отежнува вршењето на дејноста, имате право да поднесете барање за паушално плаќање на персоналниот данок на доход до Управата за јавни приходи и данокот на доход за 2016 година да го плаќате според паушално утврден нето приход. Паушално оданочување за 2016 година покрај тоа што треба да го поднесете барањето, треба задолжително да ги исполнувате и следните услови: да не вршите трговска, угостителска и комисиона дејност, да не вработувате други лица во дејноста, да не вложуваат и други лица и да остварувате нето годишен приход од вршење на дејност по 2 годишни просечни плати, информираат од Управата за јавни приходи. Едукативна работилница за лекови и медицински помагала се одржа во Сдруженијето на пензионери Куманово. Пензионерите преку оваа средба има можност да добијат информации од прва рака од стручните лица на Фондот за здравствено осигурување, како и предлози за нови теми или подобрување на определени состојби кои се во надлежност на Фондот. Новините и олеснувањата за користење на ортопедските помагала и лековите беа тема на 32-та едукативна работилница за пензионерите, што се одржа во Сдруженијето на пензионери Куманово. Овие едукативни работилници имаат за цел да го зголемат нивото на информираност на пензионерите за овие области во кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија непосредно ги информира осигурениците за сите теми кои се од нивен интерес. Тие се денеска дојдени да организираме заправо една работилница од областа на здравството, а вие од активот на жени и пензионерки добро знаете дека во текот на годината по програмата се одржуваат едукативни предавања од областа на здравствената заштита. Ова е 32-та работилница, а воедно и последна за 2015 година, за зголемување на информираност на пензионерите преку презентирање на најновите информации за новините од доменот на лековите и ортопедските помагала. Мерки кои што ги зема Фондот за упредување на оваа позитивна листа е со акцијски план кој што е усвоен од владата на Република Македонија и се прават тековни проверки и дефинирање на предлози во соработка со самите здравствени установи кои што секојдневно ги користат здравствените работници лековите, во Сдруженијата на осигурениците, здравствените работници и сите предлози што ги има од ваквите работилници едукативни кои што ги организираме без разлика дали е со пензионери или со друг вид на осигуреници, ние ги пренесуваме до Фондот и во тие работни групи кои што работат на тие позитивни листи. Фондот презема голем број на мерки, едно најголемата минатата година во 11 месец се воведе нов лек после подолго време на позитивната листа на лекови, тоа е лекот Клопидогрел во вид на таблети, лек за срцеви заболувања, го користат голем број на осигурени лица и тоа е како најголема новина, а редовно, значи самата работна група која што работи во Фондот работи на проширување на режимите за лековите и начинот на нивно издавање за поблиску да сите лекови да бидат подостапни за самите осигуреници. Пензионерите преку овие средби добиваат можност информација од прва рака од стручните лица на Фондот за здравствено осигурување за сите новини од двете дефинирани области. Истовремено, пензионерите на овие работилници ги поставуваат сите прашања и дилеми од сферата на здравственото осигурување, како и предлози за нови теми или подобрување на определени состојби кои се во надлежност на Фондот.
Пред повеќе од 100 компании во белгиски Антверпен се представени бизнис можностите за инвестирање во Македонија. Компаниите искажале голем интерес за инвестирање, се очекува во следниот период неколку од нив и да остварат посета со цел да се уверат во условите кои Македонија им ги нуди на странските компании. Ниското даночно оптоварување, добрите административни услови, квалитетната работна сила и добрата логистика и инфраструктура се причините поради кои белгиските компании покажале интерес за инвестирање. Има интерес за услови што ги нуди Македонија, како ниско даночно оптоварување, добрите административни услови, ослободување од даноците во делот на зоните, квалитетна работна сила и добрата логистика и инфраструктура што ја нуди нашата земја, како и можностите кои ги даваме како земја во која континуирано се спроведуваат реформи за подобрување на бизнис климата. Очекувам во следните 2 до 3 месеци да имаме неколку посети врз база на тоа што го разговаравме со бизнисмените и нивниот интерес и дел од тие посети да резултираат со нови инвестиции и отварање нови работни места, изјави вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Според вице-премиерот Ставревски, присуството на Ван Хол како една значајна фирма од Белгија во Македонија помага во привлекувањето инвестиции од овој регион, бидејќи компаниите гледаат дека има успешна инвестиција во Македонија која ќе привлече нови инвестиции. Пред 2 дена почнавме со нова инвеститорска програма која продолжуваме во Македонија. Во меѓувреме ги убедуваме и другите белгински инвеститори да дојдат во Македонија и тие веќе одлучија да вложат во земјата. Ние со македонците имаме ист менталитет, но ми се допаѓа што таму има обучена работна сила и особено нивната флексибилност во работењето, изјави Филип Ван Хол, собственик на компанијата Ван Хол. Белгија е меѓу 10 најголеми трговски партнери на Македонија. За првите 10 месеци од годинава трговската размена со Белгија изнесува $155,9 милиони, од кои $101 милиони отпаѓаат на извозот од Македонија. Минатата година трговската размена пораснала за 9,6%, додека извозот од Македонија во Белгија бележи раст за 3,4%. Субвенционирање на каматните стапки за поголемо искористување на ИПАРД средствата најави денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. За подобро да се разберат овие мерки, секторот ИПАРД при Министерството за земјоделство од вчера почна со одржување инфоденови низ повеќе градови низ Македонија. Субвенционирање на каматните стапки за поголемо искористување на ИПАРД средствата најави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. Како што рече Цветков на Агробизнис форумот, оваа нова владина мерка ќе биде наменета исклучиво за ИПАРД корисниците, а ќе почне да се спроведува од наредната година. Со оваа мерка ќе бидат опфатени корисници на ИПАРД средствата кои имаат подпишано договор со платежната агенција и ќе важи за сите банки во Македонија. Државата ќе субвенционира половина од каматната стапка која не може да биде поголема од 8% и за вредност на кредит не поголема од 500.000 евра, објасни министерот. За подобро да се разберат овие мерки, секторот ИПАРД при Министерството за земјоделство од вчера почна со одржување на инфоденови низ повеќе градови низ Македонија. До 25 декември земјоделците и заинтересираните ќе можат да добијат конкретни информации за можностите што се нудат преку ИПАРД програмата, гарантниот фонд и субвенционирањето на каматната стапка. Британскиот премиер Дейвид Камерон изјави дека во текот на разговорите на првиот ден од самитот на Европската унија во Брисел е постигнат добар напредок по британските барања за реформи во Европската унија. Вести од светот. Британскиот премиер Дейвид Камерон изјави дека во текот на разговорите на првиот ден од самитот на Европската унија во Брисел е постигнат добар напредок по британските предлози за реформи во унијата, но призна дека новите преговори за идниот статус на Велика Британија во блокот ќе бидат многу тешки. Британскиот премиер оцени дека ќе предстои тешка работа за да може да се реализираат сите 4 предлог барања. Главен проблем е предлогот на Лондон за одземање на правото за користење на британските социјални бенефиции за мигрантите од земјите на Европската унија кои живеат на британската територија во првите 4 години од нивниот престој во Велика Британија. Советот за безбедност на Обединетите нации едногласно усвои резолуција за засилување на борбата против финансирањето терористички организации подготвена од САД и Русија. Државите мора итно да замрзнат средства и други финанси или економски ресурси на луѓе, групи, фирми и организации кои се на список за санкции на Советот за безбедност на Обединетите нации. Списокот за санкции е преименуван во список за Исламска држава на Ирак и Левант и Ал-Каеда, што значи дека Советот за безбедност веќе не ја смета Исламската држава за огранок на Ал-Каеда.
Во Пекинг втор пат овој месец е прогласен црвен степен на предупредување поради загадувањето. Се очекува дека сивата магла ќе се спушти на градот во кој живеат околу 22,5 милиони луѓе со штетни честички ПМ во воздухот со големина помало 2,5 микрометри. Штетни честички кои продираат длабоко во белите дробови и тоа над 500 микрограма на кубен метар, се наведува на официјалниот сајт на властите во Пекинг. Тоа е повеќе од 20 пати од нивото кое Светската здравствена организација го смета за безбедно. Половина од возилата во градот нема да може да излезат на улиците, а забранета е употреба на скара и други извори на чад на отворено. Ограничено е фабричкото производство. Голем број градилишта и училишта се затворени. Ракометарите на Вардар со триумф ја завршија годината и го совладаа тимот на Спартак со убедливи 36-18. Избраниците на Гонзалес прикажа одлична игра и уште од стартот на надпреварот најавија победа. Ракометарите на Вардар го совладаа Спартак со 36-18 и со триумф ја завршија 2015 година. Македонскиот првак доминираше во текот на сите 60 минути. Уште на стартот Вардар поведе со 3-0 до половината од првото полувреме и одржуваше предноста од 3-4 гола. Во финишот избраниците на Раул Гонзалес го забележаа највисокото водство од 34-16, а предноста од 18 погодоци се задржа до самиот крај на мечот за конечна победа од 36-18. Најефикасен во редовите на Вардар со 10 гола беше Филип Лазаров. Хорхе Македа постигна 6, додека по 4 пати во листата на стрелците се запиша Алекс Душебаев и Дејан Манасков. Голманите на Вардар забележаа вкупно 14 интервенции, од кои 11 се на Петар Ангелов, а 3 имаше Страхиња Милиќ. Македонскиот шампион паузата во СХ лигата ќе ја мине на првата позиција со 6 бода повеќе од Веспрем, кој има 4 надпревари помалку од нашиот тим. Следните надпревари во СХ лигата Вардар ќе ги игра на почетокот од февруари следната година. На 5 се среќава со Борац, а следниот ден му гостува на Нексе. Меморијален шаховски турнир во чест на Стојан Ивановски слога се одржа во просториите на клубот на пензионери на кој учество зедоа пензионерите од Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Во просториите на клубот на пензионерите од Куманово се одржа меморијален шаховски турнир во чест на Стојан Ивановски слога, познат шахист и основач во 1933 година на шаховски клуб Куманово. Учество зедоа пензионери од Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Денеска се одржува меморијален турнир за Стојан Ивановски слога, познат своевремено шахиста, основач уште 1930 година на шаховски клуб Куманово, своевремено првак 45 година сега починате. По тој повод го одржуваме овој турнир на кој учествуваат само членови на Сдружение на пензионери Куманово. Во ова Сдружение на пензионери Куманово, веројатно ви е познато, се составен дел од општините Куманово, Старо Нагоричане и Липково. Пензионери, значи, од овие три општини. Еден од активните играчи на шах е Милислав, кој од своите 13 години игра шах и му учествувано на многобројни надпревари и освојувано многу награди. Тој за шахот вели дека сите оние кои во детството играле шах се интелектуалци, бидејќи шахот дава можност за развој на поголема умствена способност, кои можат позитивно да влијат и на самите одлуки во животот. Така играјќи станав еден од најдобри играчи, скромно, али да кажам 7 пати сум бил првак на Куманово за сениори, бил и младински првак сум бил и така останав. Дури дојдов и до титула меѓународен шаховски судија, што е една од највисоки у свет за судија таа титула. Сум судел и на 2 олимпијади шаховски, тоа што е голем успех за самиот град, а посебно за мене, за Куманово. Сдруженијето на пензионери Куманово број околу 13.000 членови и активно учествува на сите надпревари, при тоа освојувајќи значителни победи и резултати. Жозе Мориньо повеќе не е тренер на Челси. Стратегот ја прекинал соработката со тимот од Стенфорд Бридж, а отказот доаѓа по лошата серија резултати оваа сезона. Меѓународен дојде крајот на ангажманот на Жозе Мориньо во Челси, како што јави англиските медиуми. Мориньо ја прекинал соработката со клубот од Стенфорд Бридж.
Тој по доаѓањето во Челси пред 2 години потпиша 4-годишен договор летото 2013 година и по освоената титула минатата сезона во Премиер лигата. Жозе Мориньо е веројатно жртва на своите тактики оваа сезона. Челси на вистина игра очајно оваа сезона, го допреа дното, а овој отказ беше долго најавуван и се случи. Челси е скоро на самото дно на табелата во Премиер лигата, така да овој отказ можеби беше очекуван од пошироката спортска јавност. Изминатава ноќ во НБА лигата беа одиграни 3 надпревари во кои победи остварија Кливленд, Хјустон и Шарлот. Кливленд на свој терен славеше против Оклахома со 104-100, Хјустон беше подобар од Лос Анџелес Лейкерс со 107-87, додека Шарлот со 109-99 го совлада Торонто во Северна Каролина. Леброн Джеймс беше херој на 17-тата победа на Кавалирс со 33 поени, 11 асистенции и 9 скока, а уште 5 мина играчи во победничкиот тим имаат двоцифрен ефект. Тристан Томпсон постигна 14 поени дополнети со 15 скока, Джеферсон имаше 13 поени. Кај Оклахома Расел Дойлот го заврши со 27 поени и 10 асистенции. Джеймс Харден па го водише Хјустон до победата над Лейкерс со 26 поени и по 6 скока и асистенции. Двајт Хуарт имаше 16 поени и 15 скока. Кај Лейкерс и Коби Брајан Дойлот го заврши со 22 поени. Шарлот ја запиша 15-тата победа сезонава, во која најдобар беше Джереми Лин со 35 поени и 5 скока. Одличен во победничката екипа беше и Кемба Вокер со 27 поени, 7 асистенции и 6 скока. Скандалот за мито и корупција во Светската фудбалска федерација ФИФА доби ново поглавје откако Министерството за правда на Швајцарија соопшти дека ги замрзнало сметките на планетарната федерација. Според проценките на сметките на ФИФА има повеќе десетина милиони франци кои сега со одлука на судот остануваат замрзнати. Засега од Министерството на Швајцарија не сакаат да потврдат за колкава сума на пари е стопирана, но сигурно е дека се работи за осмоцифрена бројка. Ова одлука за стопирање на сметките доаѓа по барање на американските власти кои ја водат истрагата за скандалот во ФИФА. Тие побарале документи за 50 на сметки во различни швајцарски банки за кои се верува дека има пари кои се стекнати по нелегален пат и се поврзани со мито и корупција во ФИФА. Времето денеска беше сончево со слаб северен ветер. Викендов ќе се задржи стабилно и суво време. Тоа беше се што подготвивме. Благодарам на вниманието. Пријатна вечер.